денеска го добив уверението, што значи дека од денеска официјално општина Центар има нов градоначалник, тоа е волјата на граѓаните. Тоа значи истовремено дека и официјално заврши целој, ајде да кажам, големата трка, долгата трка или маратонот кој што траеше околу изборот на нов градоначалник на општина Центар. Посакав се разбира ова официјално примопредавање да биде во присуство на досегашниот градоначалник. Јас во неколку наврати упатив и покана да го направиме тоа, меѓутоа денеска господин Тодорич не е овде, меѓутоа секој си носи се разбира своја одлука на кој начин и како ќе изврши примопредавање на функцијата. И она што сакам на крај да го кажам, дека веќе ја донесов официјално и првата одлука и ја подпишав. Тоа значи дека од денес во општина Центар е стапен мораториум на проектот Скопје 2014. Тоа значи дека сите активности околу проектот Скопје 2014 се замрзнати. Тоа значи дека сите формално правни активности околу разните согласности, околу усогласеноста нивна со регулативата, се разбира сите финансиски текови и она што е веќе реализирано или што допрва треба да се реализира, е замрзнато се додека не ја констатираме фактичката состојба. Благодарам, дали има некои прашања. Карши Бристол имаше денеска исто уништување на зеленилото и во Дебар мало се жалата граѓаните околу градежните дозволи, дали ќе направите ревизија затоа што стапуваат од предвидено? Мене за жал овие последни денови ми се враќа сликата на Јана кога напушташе Македонија, кога се крадеа и штекери и кога се уништуваше се или се земаше со себе за да се однесе надвор од државата. Значи, јас веќе дадов налог да инспекцијските служби ги посетат овие места, значи не само на просторот спроти Македонија, финансиските служби ќе мора да видат што се случува, каква е дозволата и докаде процедурата со новата зграда која што ВМРО ДПМН ја започна, потоа докаде процедурата со новата фасада на владата на Република Македонија и воопшто со сите активности кои што во момент се одвиваат, бидејќи мора се констатира улогата, вмешаноста, а таа се разбира доминантна поради деталните урбанистички планови на општина Центар, да видиме каква е состојбата и веднаш ќе информираме преку вас се разбира јавноста за тоа докаде и каква инволвираноста на досегашното раководство во општина Центар. На еден од минатите пресови алармиравте дека се носат документи од општината. Дали можевте денеска да видите, да констатирате дека фалат некои документи? Не, јас денеска влегов пред 45 минути, така да допрвата да ја констатирам состојбата, но на што го ветувам е, јас и морам да информирам јавноста, така, нели, кажавме каква е на крајот на криштата и финансиската состојба, фактичката финансиска состојба во општината. Многу брзо се разбира ќе биде донесена и одлука за ревизија на Скопје 2014, но се разбира да оставиме и во текот од утрешниот ден или од понеделник да ги најавиме новите активности.